Една недела пред Великден е празникот Светници, а саботата пред Светници според православниот календар се празнува Лазарева сабота или Лазарица. Со Лазарева сабота се поврзани повеќе обичаи и песни познати како лазарски. Ги изведуваат девојки во групи, одејќи по куќите и низ населените места и пресретнувајќи ги луѓето. Лазарките му пеат посебна песна на секој човек, во зависност од возраста и статусот, и затоа добиваат дарови, најчесто пари. Во овие песни се величи личноста, се посакува напредок на семејството, здравје и среќен живот на поединецот. Така беше денеска кога тетовци од раните утрински часови масовно се вклучија во одбележувањето на празникот Лазаре. Едни пеја некаде и со придружба на музички инструменти, а други даруваа. Некои има на главите и венчиња исплетени од свежи полски цвешиња наречени лазариња. На Лазаре во Тетово обичај е да се пеат лазарски песни, чија содржина зависи од членовите на семејството, дали во домот имаат невеста, новороденче, беќарни женет, старица и така натаму. Овие обичаи изворно и најмасовно се искажуваат во населбите Двабреста, Певчина, Поток, Горно Мало, Колтук и на други места. Така беше и денеска кога од раните утрински часови од голем број дворови или влезови на куќи и станови во споменатите и други населби во Тетово одекнуваа лазарските песни. Со тоа најмладите се запознаваат изворно со древните обичаи и традиции, кои се шират и пренесуваат од колено на колено. За овие убави обичаи кои се изведуваат на денешниот ден, како и за значењето на овој празник, ќе имате можност да погледнете во најновата емисија на предправославните слави, која и овој пат ја подготви документарната редакција на телевизија КИС. Во емисијата погледнете и слушнете кој бил Лазар и на кој начин дошло до неговото воскреснување и зошто се чествува празникот Цветници. За двата празника во оваа емисија не зборува Протопредраг Исаевски, а делот кој го посветуваме на народните обичаи и традиции го реализиравме со помош на нашите соговорници од населените места Сиричино и Прелюбиште. Емисијата ќе имате можност да гледате вечерва во 20 часот и утре со почеток во 17 часот и 30 минути.